Деветми обвинети за нередите во собранието на 27 април добија условна казна. На 8 на денешното рочиште во Скопскиот кривичен суд им беше изречена условна казна од 6 месеци, доколку не го повтора делото во рок од 1,5 година, а само на еден од обвинетите му беше изречена условна казна од 1,6 години, доколку во рок од 5 години не направи ново кривично дело. На денешното судско рочиште сите обвинети ја признаа вината за делото што се товареа. Судот притворот им го укине и на обвинетите на кои претходно им беше изречена таква мерка. Основното јавно обвинителство определило надлежен обвинител во врска со кривичната пријава против пратениците Ферид Мухич, Горан Мисовски, Талат Џафери и уште 64 други за нелегалниот избор на председател на собранието на 27 април, објави Дневник. Моментално обвинителот работи на прибирање докази во предистражна постапка. Зоран Заев, иако е само мандатар за составување на влада на Република Македонија, ќе присуствува на утрешната неформална вечера на премиерите на 6 балкански држави што во Брисел ја организира еврокомесарката Федерика Могерини. МИА од Брисел пренесува дека поканата до Заев е испратена во својство на определен за премиер, што значи дека иако Заев се уште не е избран за нов премиер, утре во Брисел ќе биде представен како таков. Председателот Ѓорѓе Иванов денеска и утре е во посета на Руската Федерација, каде е одликуван со наградата неговата светост Патријархот Московски и на цела Русија Алексеј II за 2016 година, што во Москва ќе му биде врачена од Патријархот на Руската православна црква Кирил. Денеска Иванов ќе се сретне со рускиот патријарх и со епископот Тихон, викар на Патријархот Московски и на цела Русија. Утре пак председателот Иванов ќе има средба со председателот на Руската Федерација Владимир Путин. Британската премиерка Тереза Меј изјави дека полицијата и безбедносните служби веќе го знаат идентитетот на осомничениот напаѓач кој со бомба усмрти 22 лица по концертот во Манчестер арената. Меј во изјавата пред резиденцијата на Даунинг Стрит рече дека сепак официјалните лица се уште не се подготвени да го објават идентитетот на напаѓачот. Според неа бомбешот сам го извел нападот, но се уште нема информации дали некој му помогнал во подготовките. По повод терористичкиот чин во Манчестер, писмо со сочувство до политичкиот врв и граѓаните на Обединетото кралство испратија председателот Иванов и премиерот Димитриев.